Драги гледачи, ова утро се наоѓам во Природонаучниот музеј заедно со мојот денешен соговорник, господин Македон Петличаров, висши препаратор, а заедно со нас на ова маса има еден фазан кој што ќе го препарирате на лице место, а со вас ќе разговараме што значи препарирањето, како се препарира. Не можеме се да препарираме во овие неколку минути време кои ги имаме, но барем дел можат гледачите да видат сите оние експонати кои што ги има во витрините, како стигнуваат до таму. Добро утро, господине Петличаров. Добро дојдовте. Мило ми е што ќе можеме да покажеме реализација на чистење и правење на препаратот на птица. Ние во музеот не работиме само на препарирање на птици, него сите животни што ги имаме влекачи, цицачи, разни риби, водени змии и така натаму. Значи све што се движи на земјата веќе може да се препарира. И сега препаратот е многу битен. Може ли на почеток само да објасниме што значи препарирање? Препарирање е еден вид оживување на мртво тело. Така, да, добро. Кратко речено, зашто сепак не дали е птица, дали е влекач, жаба, гуштер, цицач и така натаму, го добиваме убиен, мртов. И сега ние треба да му дадеме живот на тој предмет и затоа во секој музеј, да речеме као и нашиот што е овде, има препараторско делење каде препаратори се обучени баш за сите овие работи. Сега еден препаратор може да работи само на птици. Друг препарат, ако тоа зависи од могуćноста колку се примени такви препаратори, нели? И така да работата може да се подели, едни ќе се ориентираат само на птици, други на влекачи, трети на риби, четврти може да се само да работи на цицачи и така натаму. Вие во моментов препарирате фазан. Од каде дојде фазанот тука во Природонаучниот музеј? За ова потреба фазанот ние го добивме од фазанерија Катланово, за да можеме да прикажеме овој препарирањето, процесот на препарирање. Што е тука прво, што ние ги покажавме работите, зијаме мерки прво на објектот, должина на телото, пашката, имаме должина на крило и така натаму. Сите тие податоци, кустосот кој е задолжен за ова, он се ги внесува во посебна папка, си ги има. Така да процесот почнува за вадење на телото на тој начин што ние од почетокот на кобелицата па правиме еден рез све до аналниот отвор. Еве го тој рез како иде. Ние ги отргнуваме перата да не ги оштетиме. Сега, на овој начин, зашто ние немаме друг начин, ова не е, да речеме, кожа од цицачка, што е многу појако овде, кај птиците мораме процесот на вадење на телото да бидеме многу внимателни. Бргу перата знаат да ни паѓат. И затоа многу попажливи сме. Направиме тој рез, тоа е должина негде 15-20 сантими, зависи од кобелицата колку е долго и птицата. Втора работа што треба да направиме, за да го извадиме телото, прво ќе одсечиме од нозите, вака, одвајаме ова се вика голема писка, овој дел, го бутот од бутната коска. Тука се прави рез. За да можат да се извадат сите пердови. За да може да го извадиме телото, мораме прво овие се тие први почетоци што мора да на овој начин, нема друг начин
ние не можеме, ајде, ни текна од ќе сечеме прво крило, али крилото да го изичеш и уштетуваш од перата и така натаму. Има ред. Процесот мора да иде вака. Така. Прво рез за да можеме да ги одвоиме нозите. Тоа го правиме и на другата нога. Колку време препарирате? Па, јас во музеот работев 40 години, како виши препаратор, сега сум у пензија. И имав таа чест овде да обучавам два-тројца наши колеги. Овде сега моментално имам еден колега кој е веќе обучен. Имам сега прилика и да одам до Струшкиот музеј и таму да обучавам еден препаратор, млад. А иначе ние, нашиот музеј природонаучниот, за време на Југославија, бевме школа за препаратори. Од цела Југославија доаѓа кај нас на обука. Така да може да се пофалиме ние, као, иако сме, ќе речеме, македончина, не знаете вие, обично знае да ни рече, вие не знаете ништо и така натаму, ние се докажаме дека сме добри стручњаци. Тоа е све захвалност на мојот шеф, Јован Кушевски, покојни. Он се докаже уште од времето после војната, се докаже кој е еден од најдобрите препаратори во Југославија, со негови новитети што он ги измисли, така да тоа ни го пренесе. Нас ние од овде искочиме тројца млади препаратори, сега сум јас веќе возрастен и у пензија. Сега вие ги обучавате млади. Така, дојде време ја да обучавам и така натаму. Имавме многу соработки и овој со сите музејни за Југославија, дали во Белградски, Загребачки, Приштина, Нови Сад, Суботицата, од секаде имавме кандидати кои ги обучаваме и велам денес, овој месец може ќе се случи во Струга да идам да обучавам еден нов млад препаратор.